23 часот и веќе 34 минути наближуваме до крај, што ќе рече до крајот на нашата програма, што ќе рече дека треба да приведеме нашата историја вечерва кон крајот. Зборуваме, нели, за контекстите, заедништвото, заедничките контексти што ги имаат религијата и астрономијата. Епа сега ќе одиме малку и на филмските уметности, односно дали Зоран за тебе е јасно како е представен Исус во филмованите стории? Колку е сето тоа реално? Еве, патем да подсетам само на филмот Кодот на Да Винчи, на филмот 10 Божи заповеди, на филмот Бен Хур и така натаму. Да, Исус е доста споменуван во филмови. Во 10 Божи заповести не е споменуван, мислам тоа е филм направен за Мојсей, нели, кој ги носи евреите преку Црвеното море. Исто и во Бен Хур се споменува во еден контекст, кај што он на главниот јунак, нели, Бен Хур, кој што глуми Чарлтон Хестон, он му дава вода, значи го потикнува према нешто. Останатите филмови се библиски, е едини филм кој што така се оздвојува, нели, филмот Кодот на Да Винчи. Сега во Кодот на Да Винчи Исус е представен заедно, се нагласува дека негова жена всушност е таа блудница по име Марија Магдалена. Марија од Магдала. Да, па да, не, меѓутоа сака нарочито го кажав Марија Магдалена од причина што сакав да кажам дека прва грешка кај што се прави е тоа се прави со името. Значи она преска што го кажав, Марија е од Магдала, селце тогаш во тоа време, значи, затоа што кај евреите секогаш се нагласува потеклото од човекот од каде, као пример Исус од Назарет или Јуда Искариотски, значи он е човекот кој што го предал на Јуда на Исус е Јуда од Кариот. Значи Иш значи човек, а Кариот е место. Сега во овој филм се нагласува дека Исус имал жена и дека он имал потомство и дека тоа негово потомство, нели, после се преселило во Франција или така натака. Сега ова е само комерцијална верзија, мислам, нема некаква вистина или вредност. Нема вистина од една проста причина, мислам. Во тоа еврејската света книга Талмуд е напишана отприлика некако 300 години после Новиот Завет. Евреите гледале по секоја цена да го оцрнат Исус Христос. Значи они кај него му барале било каква грешка он да направи, значи во своите ставови или своите кажувања, па за да може да го оцрнат во нивната книга. Сега во нивната книга он е представен во најтешки погрдни зборови. Значи за него се споменува као кучкин син, као Балам, значи душман на својот собствен народ. Меѓутоа, она што е карактеристично, никаде во еврејската света книга Талмуд не пишува дека Исус као пророк имал жена. А као пророк, значи најголем греф би било тоа он да имал жена. Значи, ако некој би требал тоа да го напише, тоа прво би биле евреите, затоа што евреите поради тоа пишување за Исус, они многу страдале низ историјата и неколку пати им било нагласувано да го сменат тоа пишување, меѓутоа они и покрај тие огромни жртви што ги дале, мислам во текот на својата историја, но не сакале ни една буква да променат од Талмудот. Значи, она што сакав да го кажам, тука е нагласена само таа комерцијална верзија, комерцијална страна на овој филм, мислам, кој што потигна голем еден публицитет и она стана една, не само книгата, стана еден од најчитаните бестселери и исто така и филмот стана еден од најгледаните филмови пред 5-6 години кога излезе. Значи, меѓутоа нема никаква вредност и не е ништо точно што е напишано што е дадено и во книгата и во филмот. И да завршиме со календарите. Познато е дека нашата македонска православна црква, српската, црногорската, руската, украинската, ерусалемската црква, Света Гора и некои помали епархии во Чешка, Полска и така натаму работат по јулијански календар. Сега, треба ли МПЦ да го менува календарот? Па видите, ова е многу
многу тешко прашање, мислам. Кај народот се воспоставени веќе некои обичаи и празници кога он како да го слава. Ние Македонската православна црква гледана од астрономска гледна точка ја зборам, мислам, не зборам религиозна. Јулијанскиот календар е многу погрешен календар. Значи он на 128 години он прави разлика од еден ден. Значи он е подугачок за 11 минути и 14 секунди. Меѓутоа, јас сум и као астроном и против тоа Македонската православна црква да го земе као свој званичен календар и Григоријанскиот календар, затоа што и овој календар е многу погрешен календар. Сега, 1923 година, тогашниот вселенски патриарх Мелитеос IV Метахакис свикува Вселенски собир на сите православни цркви во светот. Сега, на овој собир учествува и као представник од тогашното кралство на србите, хрватите и словенците, присуствува и подпредседателот на Српската академија на науки и уметности Милутин Миланковиќ, као член на кралската наука, и као духовно лице присуствува Гаврило Доџич, значи епископ Приморско-Црногорски. Сега, нови Вселенски собир, Милутин Миланковиќ поднесува еден нов календар, наречен ревидиран јулијански календар, или преправен јулијански календар. Сега да кажем и ова, дека овој јулијански календар го изработува човек по име Максим Трпковиќ, кој што по потекло е од градот Кичево, односно кој што е македонец, кој што студира во Белград и нормално во тој период, нели, ако сакал некој да студира или да напредува, морал да се презива неиз. Значи го прави човек кој што во потекло е од Македонија, од градот Кичево. Сега во што се состои вредноста, мислам да скратиме малце тука. Се земаат првите две цифри од секуларната година, значи се делат со бројот 9 и доколку остаток е 2 или 6, годината да е престапна. Зборам за секуларни години. Секуларни години, значи се оние години кај што третата и четвртата цифра се 2 нули. Значи, ако секуларните години ги поделиме со 9 и дадат за остаток 2 или 6, првите две цифри, да годината е престапна, ако не да не е престапна. Сега, од тука, значи, идејќи по овој редослед, овој ново ревидираниот јулијански календар и Григоријанскиот календар заедно ќе да се до 2800 година, кога Григоријанскиот ќе погреши, па 2900 ќе се порамњат, па 3900 Григоријанскиот ќе погреши, па 3300 ќе се порамњат и после тоа Григоријанскиот ќе биде тој кој што се греши. Меѓутоа интересно е што на овој собир Србија, иако го поднесе овој календар, нели, кралството на србите, хрватите и словенците, го предлага, они не го прифаќаат овој календар. Прва која што го прифаќа од 1 јануар званично 1924 година е Грција. 1968 година го прифаќа и Бугарија, а нешто подоцна го прифаќа и Романија. Така да денеска и самата Македонска православна црква во многу наврати греши кога вели дека грците, бугарите и румуните Великденот го слават по еден датум, а Божичот го слават по друг датум. Они не. Они си го слават гледано од астрономска гледна точка, го слават најточно. Мислам, зборам гледано од астрономска гледна точка. Затоа што они го запазуваат фазите онака како фазите на месечината, фазите на Пасхата и фазата на 22 март као денот на пролетна денодневница. Меѓутоа, ја запазуваат и она астрономска вредност. Затоа што овој нов ревидиран јулијански календар ќе направи грешка за период од 43.300 години, што во однос на Григоријанскиот календар е многу попрецизен. Меѓутоа, велам, повторно кажам, мислам, многу е тешко сега народот вие да го привикнете или да го натерате, да речеме, Божич да го слави на 25 декември. Значи, заедно со римокатолиците да го слави. Или да речеме празникот Илинден да треба се помести 13 дена уназад. Мислам, тоа навистина е многу тешко. И денес и во Грција има поедини епархии кои што се уште некои празници ги тераат по стариот јулијански календар. А да не збориме во пример за Бугарија и за Румунија, кај што цели епархии, мислам, цели делови од бугарската држава си, пример Божица си го слават по стариот јулијански календар. Мислам, истото и во Романија се случува. Мислам, тоа наистина е многу
тешко прашање, меѓутоа и сегашниот јулијански календар е преска што нагласувавме во емисијата, пример после 10.000 години, пример или не после 10.000, после 92-3 години Божич веќе нема се слави на 7, него ќе се слави на 8. Значи и тука и овој календар сегашниот прави грешка. Значи нешто мора да се направи, некој компромис. Нешто мора да се направи. Астрономски компромис е, мислам да се прифати овој ревидиран јулијански календар, за да се поклопат и фазата на празниците и астрономската фаза. Додека се случи тоа прифаќање, останува овој проблем да биде акутен и актуелен. Да, во исто време. Тоа би било се евене пред самиот крај, уште 15 само минути. Зоране, ти благодарам, се слушаме, се гледаме што е многу подобро да се рече следната недела. Благодарам што ме поканивте.